Поминаа 3 години откако коронавирусот се појави во Вухан, Кина и се рашири низ целиот свет, а потоа мутираше во многу варијанти. И покрај пристојниот имунитет и силните стапки на вакцинација во САД, многу заразната подваријанта ги држи медицинските истражувачи на готовс. Тоа е дел од поголемото семејство на Омикрон. Во САД се проценува дека предизвикува околу 40% од сите случаи на ковид во земјата во моментов. Американците забележаа пораст на заболувањата во текот на зимските месеци со комбинација од грип, респираторни заболувања и коронавирус. Експертите сметаат дека заболувањата со грип и веќе го достигнале својот врв, а коронавирусот е повлак од минатите варијанти. Но предупредуваат дека луѓето и здравствените системи мора да бидат будни. Заклучокот е дека ковид е тука да остане. Системите за здравствена заштита треба да бидат поотпорни, треба да се справат со предизвиците со персонал во медицински сестри и другите области. Луѓето треба да се вакцинираат против грип и ковид. Оние кои се загрижени или кои се изложени на ризик кога има многу ширење, треба да размислат за носење маски на одредени затворени места. Значи, ова е новата реалност. Во Кина сепак тоа е поинаква приказна. Владата што току почнува да пријавува голем број на смртни случаи од ковид по олабавување на незината политика нулта ковид, која доведе до огромни ограничувања на движењето на луѓето. Имате популација која главно не била изложена на ковид претходно и затоа многу малку луѓе имаат имунитет од инфекција или не биле вакцинирани или имале вакцина што не делува многу добро. И сега им е дозволено слободно да се движат без ограничувања, што ги има во последните неколку години. Тоа е многу запалива комбинација на фактори. Политиките за олабавување на Кина сега се повеќе се согласуваат со остатокот од светот, каде што постои растечки став дека COVID-19 ќе се третира заедно со сезонските заболувања.